Дувај силно. Дувај, силно. Не зима друг воздух. Продолжува лекарскиот скрининг во Трубарево. Одзивот е голем, особено од постарата популација и оние кои имаат хронични заболувања. Само вчера, на првиот ден од скринингот, биле прегледани 111 луѓе. Од нив 11 се упатени на дополнителни испитувања. Лекарите вршат клинички преглед, мерење на пулс, сатурација и проценка на витален капацитет, со цел да се утврди здравствената состојба на локалното население. Десетина дена по големиот пожар во складиштето за електронски отпад, жителите се уште се жалат на непријатна и иритирачка миризба. Исплашени сме за здравјето. Насаба или навечер многу пече и по грло и по очи. Да ти кажи, имам глав болка некој. Па да видим што е работата му. После ова дали може се од бавците да се јаде пипер, патриџани, што имат луѓето насадено. Значи секој е село, секој си има у дворот насадено. Не многу, колку за него, ама сега ете вика не сме да јаде од него. Понатаму како може да знаеме ние да смееме или не смееме? Кога први ѓубрено 3 недели не е земено. Канти не е во пуно, да ви не извините, со црви врија. Што да кажам, исти јури умреле. До дека дојдов гуши пече. Тоа е и на очи пече. Гушење во градите, вртоглавици и кашлици. Ова се дел од симптомите кои што ги чувствуваат жителите на Скопско Трубарево. После здравствените прегледи од пулмолозите, дел од пациентите се препраќаат на клиниката за пулмологија. Докторите апелираат сите граѓани без разлика на возраста доколку почувствуваат вакви симптоми да не чекаат. Колку побрзо се направи лекарски преглед, толку се поголеми шансите за навремено откривање и успешно лекување на евентуалните здравствени проблеми. Поголем дел од пациентите кои што веќе се жалат, веќе имаат и претходно хронични респираторни проблеми, така да еден мал дел од нив ги упативме како итни пациенти на клиниката за пулмологија за понатамошни доиследувања, функционални белодробни тестови, рентген и така натаму. Според протоколот, скрининг треба да се направи уште 2 пати, по 3 и по 6 месеци, за да се види ефектот од загадувањето по пожарот. Последните мерења од Штипскиот универзитет покажуваат дека не се забележани невообичаено високи концентрации на PM честички, вклучително на тешки метали во воздухот во непосредна близина до катастрофата.